Наместо на 41, на 37 степени во Скопје во јуни ќе се вклучи црвениот аларм. Тропските горештини месецов можат порано да го активираат новиот акциски план на Институтот за јавно здравје, во кој праговите за прогласување елементарна непогода од топло време се значително намалени. За јули тој праг во Скопје е определен на 39, а за август на 40 степени. Штом 2 дена поред ќе се надмине оваа температура, државата ќе може да прогласи кризна состојба. Токму денеска е убедливо најтопол ден годинава со 37 степени, што е критична температура, но сепак црвениот аларм најверојатно нема да биде вклучен, бидејќи за утре се најавува благ пат на температурите. Без разлика на тоа, Институтот за јавно здравје излеза со препораки да се избегнува престој на сонце од 11 до 17 часот, да се носи лесна широка облека во светли бои, капа и очила за сонце, како и да се престојува во климатизирани простории кога е можно. Препораките посебно се однесуваат на луѓе над 60 години, деца, бремени жени, хронично болни, лица со прекумерна тежина, оние со ментални нарушувања и граѓани кои примаат специфични терапии. Да имаат умерен внес на храна, да се избегнува храна богата со шеќери и масти, да се внесува доволно количество на течност, но да се избегнуваат ладни пијалоци од фрижидер, нели препораките се да одстојат барем 30 минути на собна температура пред да настане внесот, хроничните болни, бремените жени и децата да останат дома во временскиот период, додека хроничните болни редовно да земаат својата терапија. Во планот кој е променет по 14 години, опишан е како прецизно и навремено да профункционира системот на најава на топлински бранови, кои мерки и активности за заштита да се спроведат, кои институции се одговорни за тоа, детален план за мониторинг и евалуација, како и протоколи за постапување во болниците, училиштата и други. По прогласувањето од страна на Хидрометеоролошкиот завод се спроведува информацијата до Центарот за управување со кризи, кој после тоа па и испраќа порака до Институтот за јавно здравје и до Центрите за јавно здравје. Потоа Центрите за јавно здравје локално стапуваат во контакт со локалните чинители и реферираат за препораките кои што се издадени од надлежните институции, од Министерството за здравство, како и Институтот за јавно здравје, за спроведување со последиците. Во претходниот план од 2011 година, праговите за црвен аларм, кога едноставно премногу жешко па државата мора да реагира, беа поставени на премногу високо ниво. Сега тие се поместени за 3 до 4 целзиусови степени пониско, за надлежните да можат навремено да реагираат. Критичната температура за прогласување црвен аларм во јуни е највисока во Гевгелија и Демиркапија, 38 степени, во Штипе 37, во Струмица 36, а во Прилеп и Битола 35 степени. Прагот за преземање вонредна акција е очекувано највисок во Гевгелија во јули и август 41 степен. Во акцијскиот план стои дека 2023 година била втората најтопла година измерена досега во Европа, со рекорден број денови на екстремен топлотен стрес. Температурите за прогласување временска алармантна состојба се намалени, бидејќи според една студија околу 48.000 смртни случаи во 35 европски земји во летото 2023 година се должат на изложеноста на екстремни жештини.